Заврши тендерската постапка за набавката на 150 автобуси. Од Министерството за транспорт и врски информираат дека во тек е евалуација на пристигнатите понуди, но не споделуваат информации кои колку компании се пријавиле, само брифираат дека конечната информација ќе биде споделена во наредниот период. Додека се чека информацијата за тоа дали конечно автобусите ќе стигнат во Скопје, министерот за транспорт Александар Николовски и директорот на ЈП Железници инфраструктура Синиша Ивановски се прошетаа на реконструираната пруга од Драчево до Илинден, по која се обраќаат товарни возови. Николовски најави дека за околу 20 на дена карго возовите ќе можат да ја користат обновената делница, што ќе придонесе за намалување на загадувањето во Скопје и за поефикасен товарен железнички сообраќај на коридорот 10. Со реализацијата на овој проект многу се помага во заштита на животната средина и намалување на загадувањето на градот Скопје, имајќи предвид дека товарните возови веќе нема да влегуваат во градот Скопје. Најавија дека најдосно до 1 септември треба да биде пуштена во употреба и првата линија на градскиот воз, која ќе сообраќа на релација од Зелениково преку Драчево до центарот на Скопје. А за многу брзо време, не подоцна од 1 септември, се гледаме и на пуштањето на градскиот воз, првата линија која што ќе оди од Зелениково преку Драчево до центарот на Скопје. Градоначалникот на град Скопје, Орце Ѓоргиевски, за третиот тендер за набавка на 150 автобуси во телевизиско интервју не даде конкретни информации, но тврди дека првите автобуси ќе пристигнат до крајот на 2026 година. Претходно, тендерот за 150 електрични автобуси и 75 полначи, проект кој требаше да го реши хроничниот проблем на скопскиот градски сообраќај, беше поништен. Државната комисија за жалби по јавни набавки одлучи дека и техничките и формалните пропусти оневозможуваат проектот да продолжи.